Откако на крајот на април заврши мерката со ограничените маржи на дел од производите и одлуката за утврдување на највисоки цени, можни се нови владени мерки ако во меѓувреме производите драстично поскапеле. Состојбата со цените јас апсолутно ја следам одблиску и реков дека трикови нема да толерирам. Внимателно следиме што се случува во маркетите. Мицкоски вели дека ќе се реагира ако има непринципиелни практики кај трговците. Тој конкретно беше прашан за цените на дел од овошјето кое може да се најде на пазарите и во маркетите. Црешите не се 500 денари кило, црешите се движат од 200 до 300 денари кило, но тоа е многу. А тоа е така поради студот и тоа што беше наистина елементарна непогода за црешите, истото го афектираше и ресенското јаболко. Конкретен став за евентуалните мерки ќе се формира откако на владина седница ќе се разгледа извештајот на Државниот пазарен инспекторат. Инспекторите беа на терен во мај, но и месецов за да проверат дали откако заврши претходната мерка има драстична промена по џебот на потрошувачите. Нема зголемување, да речеме драстично зголемување на цените на делот каде што ние сме надлежни, на делот на прехранбени основни производи. Секој месец Државен пазарен инспекторијат ќе биде на терен, ќе го гледа ако случајно се случува да имаме зголемување енормно, без економски оправдано од трговците на цените, нормално дека ќе донесеме пак одлуки. Според министерот за економија Бесар Дормиши, новите одлуки може да бидат уште поригорозни за трговците, производителите и дистрибутерите ако кај нив во мај и јуни се утврди девијантно однесување.